Светна ламбичката on air во студиото на Радио Лидер. Тоа значи дека почнува интервјуто во утринскиот подкаст кој трае од 7:30 до 9. Мој гостин ова утро е господинот Стефче Јакимовски, председател на ГРОМ. Инаку еден од ретките политичари на македонската политичка сцена за кој можеме да кажеме дека имаат континуитет во политиката повеќе од 30 години. Од Сојузот на комунистите, односно од младината на Сојузот на комунистите, преку Лигата за демократија, ако не се лажам. Преку реформски сили. На Анте Марковиќ. Да, млада демократска странка, значи младината формира своја партија, млада демократска странка која се спои со реформски сили, подосна се трансформира како либерална партија. Кога се распадна Југославија, стана либерална партија, па се споивме со демократска партија на Гошев и потоа преминав 2009 година во Социјалдемократскиот сојуз и 2013 формирав своја партија. Тоа е мојот развој на мојот политички партија. Обично во Македонија им се забележува на оние луѓе кои менувале политички партии и за нив се вели дека немаат некаков кредибилитет. Но вас не сум чул некој досега да ви забележи дека сте смениле толку многу политички партии или можеби ви останувате на принципите, а партиите се менуваат? Па отприлика така, инаку еден српски политичар вели вака, само се магарец не менја. Тоа е Александар Вучич. Само се магарец не менја. Неговото последно интервју за Face TV. Што значи дека промени мора да има, меѓуто она што кажувате, главните принципи што те водат во политиката, тие не треба да имаат промени. Мене никој не ми забележува дека јас, например, сум ја напуштил Либерално-демократската партија. Меѓутоа, симпатизерите и членовите на Социјалдемократскиот сојуз многу ги боли што сум го напуштил Социјалдемократскиот сојуз. Така да отприлика арно им беше кога го напуштав ЛДП, ама не им е добро кога сум го напуштил Социјалдемократскиот сојуз. Сега колку сум бил напред со моето визионерство покажува што денеска Бранко Црвенковски има замрзнат, значи има замрзнато членство во Социјалдемократскиот сојуз. Оној кој вас ви истера, да. Сега го следи вашиот пример. Сега да видиме, значи кој гледал подалеку, јас или Бранко? Во втората на почетокот од втората деценија на 21-виот век, обожавам вакви реченици. Вие почнавте, многумина влева надеж во вас дека вие ќе бидете конечно онаа долго најавувана трета опција, кога ја формиравте ГРОМ, и се сеќавам како пеевте "Не може нам нико ништа" кога ги победивте и ВМРО ДПМН и СДСМ во Карпош. Неколку години подоцна веќе не сте градоначелник на Карпош, а против вас, ако не се лажам, има 2 обвиненија. Може ли вам неко нешта сад во духот на оваа песна, нели? Видите, знаете што? Најбитно е дали си чист кога ќе се погледнеш пред огледало. Дали твојата совест е чиста. Мојата совест е чиста и затоа можем да кажам не може нам нико ништа. Јас сукоп со законот немам. Јас сукоп со институциите немам. Јас имам судир со Социјалдемократскиот сојуз. Таквите кривични пријави се напишани од Социјалдемократскиот сојуз. Инаку за ваша информација, јас ова моја бела коса е како резултат на моите 60 години живот и како резултат на моето 30 годишно работно искуство. Јас во мојата работна и животна кариера сум ставил подпис на преку 950 милиони евра. Преку 950 милиони евра. Јас досега немам ниту една прекршачна, а камоли кривична пријава. Значи, секогаш со доверените средства, дали тоа било во општествената фирма која што јас сум раководел, дали тоа било тамо кај што сум бил председател на управен одбор, сум бил градоначелник, министер и така натаму, јас никогаш немам дамка во... Инаку за информација на слушателите, Законот за трговски друштва, односно концептот на како се основа, како се прави, како функционира едно трговско
друштво е направен токму во ваше време. Така, значи И не е изменет до ден Тој денес. е устав во деловното работење, тој има некаде околу 720 членови. Се носеше во две фази, како да носиш два закона. Значи тој е устав во деловното работење и закон за трговски друштва од 2004 до денеска не е променет. Тоа значи дека тој закон треба да го издржи тестот на времето. И не е само за законот за трговски друштва. Законот за работни односи 2005 година е донес до денеска, тој не е сменет. Закон за трговија, закон за угостителство, закон за индустријска собственост, значи тоа се све закони кои што јас сум ги донел и до ден денеска закон за стопанска комора. Оваа денеска стопанска комора која што слави 99 години, таа слави исклучиво благодарение на Бранко Азевски, да, затоа што со законот кој што го имаше донесено министерот Бесник Фетаи, кој што беше до 2002 година министер, беше донесен закон со кој што ќе има стопански комори, а не стопанска комора, и со тоа практично, значи, стопанската комора на Македонија до 31.12.2004 година требаше да престане да постои. Многу е важно да се подсетиме на историските настани и кога се работи за вакви легислативни работи кои, нели, го креираат нашето секојдневно живење, но многу е важно и за да се види одреден контекст на некоја политичка ситуација. Вие го напуштивте СДСМ затоа што одбивте да го послушате Бранко Црвенковски да ги бойкотирате тогашните локални избори. Она што до ден денес владее како мит е дека, нели, откако вие го напуштивте СДСМ и независно излеговте, тој чекор сакал да го следи со вас и денешниот премиер Зоран Заев, а некои шпекулации одат дотаму и дека дури подоцна, кога вие почнавте во фаза на формирање на партија, пред Заев да стане лидер на СДСМ, дека тој дури ги уценувал во СДСМ дека доколку не станам јас лидер, ќе одам во партијата на Стефче Јакимовски. Имавте ли преговори со Заев? Не. Мислам дека Заев не размислуваше за никаква алтернатива освен Социјалдемократскиот сојуз. Јас тогаш уште не размислував за партијата. Бев во некои размислувања, меѓутоа во никакви најави тоа не беше. Така да не претпоставувам дека имало такви размислувања од страна на Зоран Заев, тоа се шпекулации. Инаку имаше размислувања негови да со порака кон мене да ја смирам топката, да не се препукуваме по медиуми и така натаму, за да тој ме врател во Социјалдемократскиот сојуз, што јас јасно му кажав. Па сега? Не, тоа збориме за 2013 година. Му кажав дека јас немам намера да се враќам во Социјалдемократскиот сојуз, нити имам намера да глумам налјутена љубовница. На што личи тоа? На што личи тоа вие да сте пријатели, да делите и добро и зло, да си знаете дури и интимни работи и кога ќе се скарате, најгрдите работи што можете да ги изнесете за вашиот пријател, за да после тоа нели се смириме и си продолжиме. Такви работи прават само пиениците. Кога ќе се опиенат, ќе си кажат се и се што, и кога ќе се отрезнат пак конзумира ли алкохол Стефче Јакимовски? Многу ретко. Кога викам многу, тоа е со многу ретко, готово да не. Јас во мојата куќа годишно 1 литро ракија дали се троши. Не го исполнувате СДСМ стандардот во однос нова. Добро, Јакимовски, еве, вие со Заев бевте и двајцата, нели, дел од СДСМ, двајцата бевте градоначалници, во тоа време најпопуларни градоначалници, успешни градоначалници, вие во Карпош, тој во Струмица, вие представувавте практично елитата на СДСМ и оно што додека беше во опозиција и даваше сила на таа политичка партија. Од денешен аспект, кој е вашето мислење за Зоран Заев како политичар и споредбено со тогаш, како колеги, како луѓе кои заедно седеле на состаноци, кои заедно креирале политики? Вака да ви кажам, како колега беше доста колегијален. Второ, јас искрено мислам дека тој не е зол човек. Нема во него злоба, колку што од она можев да го видам.
Не можев да видам дека има некое големо политичко познавање, меѓутоа она што го красеше е работата со општинските организации, теренската работа и беше подготвен на секој член што ќе му се обрати да му одговори, ако има потреба нешто да се заврши, да се потруди да заврши така натаму. Веројатно тоа било со некоја умисла да еден ден се дојде начел на партијата, практично така да ја држува популарноста внатре во партијата преку да речам дворење на членството. И како од тој градоначалник, од тој човек кој нели ете посветено работел во својата партија и бил нели како што велите не бил зол, ние на крај дојдовме до оваа монструозна фигура која еве веќе неколку години идентитетски се обидува да ја уништи Македонија и македонскиот народ, да го смени контекстот на историјата, да направи идентитетско редефинирање на цела една нација, да укине историја, да увезе лубриканти, да направи еден тон работи кои буквално се неразбирливи за секој со здрав разум. Па тука доаѓаме до онаа максима дај му власт па ќе го видиш што човек. Значи ја доби власта во Социјалдемократскиот сојуз и веднаш го смени статутот со кој што тој како председател ги одредува председателите на општинските организации. Се прогласи за деспот. Значи сега збориме сега за султан, ако сакате султан партија, тоа е Социјалдемократскиот сојуз, за да сега откако дојде на власт сега ќе има демократија, односно ќе го гласале сите, ама он единствен кандидат како Ким Јонг Јун. Да, и тоа било демократија, така да, тоа било демократија, како беше кај нас сите има право на глас, ама само мојот глас се поштува, што значи дека не можеме да кажеме дека имаме некој демократски напредок и во исто време не можеме да кажеме дека овој човек по доаѓањето на власта го задржа она ниво на човечност, на однос кон членството. Ние видовме работи кои што за мене за него биле несвојствени, да кажеш мало сутра, да покажуваш лакт. Лактот е, например, персонификација на нешто друго, кога се покажува, да употребуваш вулгарни зборови, ката ден да правиш гафови, натаму, за да ти имаш таква трансформација во политичкото делување, тоа значи дека мора да бидеш на нешто заложник. Заложник си или на некое ветување, заложник си или на некои странски служби, заложник си или на некои пари, дека може на сите споено. Да, ова нормален политичар кој што сепак видите Заев не е лаик, Заев беше пратеник, па 3 мандата градоначалник. Многу е битно да вие знаете како функционира системот. Градоначалникот едно е да станете премиер од улица, а сосема, например, не знам, во Црна Гора Кривокапич. А сосема е друго вие да сте биле дел од структурите на власта, па макар и локална, вие знаете како функционира системот. И за мене е запрепастувачки како Зоран Заев, како поранет 3 мандати градоначалник, како пратеник, покажува класично неснаоѓање во внатрешната политика на Република Македонија и буквално не знае што да прави со власта. Од власта тие знаат само апсење, затвори, обвинителство, судство. Практицирање на власта, ова е за нив власт. За нив власт не е култура, за нив власт не е што ќе направат во образованието, за нив власт не е, не знам, во здравството. Каков закон за трговски друштва дали треба измени, дали треба и така. Значи целата власт оние сваќаат во апсењето, во полицијата. Значи тоа е. И пресметка со политичките, тоа е за нив власт. Кога го договаравме ова интервју, разговараме по телефон и вие ми велите каква е оваа правна држава во која јас пред повеќе од 1 месец знам дека каде и дае ќе го апсат Орце Камчев. Така. Од каде знаевте дека ќе го апсат Орце Камчев? 701 пријател на улица Македонија, тоа беше 2 дена по апсењето по приведувањето на Мијалков, рече ќе биде следен е Орце Камчев. Јас навистина се изненадив, меѓутоа. А дали беше тоа информација инсайдерски или анализа од негова страна? Па не, веројатно информација од некои кругови. Што значи за да таа работа кружи низ градов дека ќе биде апсен Орце Камчев, тоа не е сегашното апсење, не е резултат на вистинските сознанија дека он ќе бега,
туку значи сценарио во кој што е најдено само начинот и формата како да биде спакуван и однесен во шутка. Јас одговорно ќе кажам. Вистинска државна безбедност, кога јас би бил таму шеф, и кога знам дека некој сака да бега, сепак Орце Камчев е капиталец. Капиталец и јас едноставно би го наблюдувал, би ја зголемил будноста, сега има современи начини на технологија како тоа се прати и тогаш кога ќе се обиде да избега, да го фати жив и да го донесеш, се вика 100-0. Тоа е државна безбедност. Јас да речеме, јас да сум шеф на државната безбедност, ја би отишол и на Орце Камчев ќе му речам: окей, биди на слобода, но потпиши дека во случај да те нема, целиот имот оди во собственост на државата. И после ќе се молам да избега. Замислете, доколку избега Орце Камчев и му се заплени целиот негов имот, државата ќе биде за 300 милиони евра побогата. Дури да сакаш да избегаат такви луѓе. Русија им дозволуваше да избега за да го остават капиталот во нивната земја и до ден денес нели. Господине Златев, што не е добро? Да речеме, ако има потреба за правосудните органи некој да биде приведен, односно притворен, за да не ја попречува истрагата, за да не влие врз сведоци, за да не го повтори кривичното дело, сето тоа е во ред и сето тоа е легитимно. Ама ако се остава простор да се мисли дека овде е во прашање политика и дека е во прашање политичка пресметка, дека се во прашање политички игри, тоа ништо не ни носи добро за општеството. Кој е гениалниот пиар? Значи, тие сакаат и мене и вас да не доведат во ситуација дека ние сега браниме човек кој има 300 милиони евра. Тоа значи дека утре во нечии очи ќе седнат и ќе исечат нели делови од ова интервју и ќе прикажат еве Орце ги плаќа овие двајца за да го говорат цело ова. Што сакам да ви кажам? Намерно е одбрана фигурата на Орце Камчев за секој оној кој ќе каже било што од типот ова е лудо што го правите, да биде утре посочен како некој кој е платен за да го прави тоа. Токму затоа нив им одговара ваков капиталец да го приведат на ваков еден начин. Кој што сака може да зборува, меѓутоа Орце Камчев е сепак успешен човек. Да, тоа не може. Мене и вас да ни даде сега некој, не знам, милион, 2 или 3, прашање е дали тие за 3 години ќе станат 10 милиона, меѓутоа очигледно дека Орце Камчев знае да води на Занзибар, па знае да води бизнис, дека знае да создава вредности. Орце Камчев е првиот кој што отвори приватна болница, значи беше далеку пред времето. Орце Камчев беше првиот кој што отиде во Кина и почнува да увезува кинеска спортска опрема. Значи сето тоа, значи очигледно дека тие луѓе имаат осет за бизнис и ние не можеме да се претвориме во едно одговорно поддршка од системот и од државата во изминатите 30 години за волја на вистината. Веројатно има и други паметни предприемачи. А да прашам вака, обичниот граѓани, што нема кај нас е најбитно системот да не ти смета, а најмалку да ти помага. Значи, што е проблемот, а што ќе кажеме за оние што во 90-тите години ги купија Орце Камчев еден од нив, неговото семејство. 1700 предпријатија купија, ги отераа во стечај, земавме фесал аранжмани за да ги плакиме работниците на Завод за вработување да ни седат, сето тоа пропадна, за тие ништо не зборуваме. Меѓутоа, ако зборуваме за некој кој што има успех направено во својот бизнис, јас не можам да се сложам дека ние треба само да не води љубомората. Ако е некој успешен, веројатно тој вложил труд. Или, ако има сукоп со законот, тоа надлежните органи може да го докажат на соодветен начин. Но главната поента ми е следната. Не е добро за власта, не е добро за нашето општество да отвараме сомнеш дека ова е нова политичка пресметка која се врши преку Орце Камчев. Повторно ќе кажам, службата за државна... Кој е Орце Камчев во однос на државата? Однос на државна безбедност, во однос на 12.000 полицајци, во однос на обвинителство. Кој е Орце Камчев? Никој, нула. Како може Орце Камчев да избега ако оваа држава сака да него да го следи и ако сака да го документира тоа што е колку сака. Не, велам, на крајот од денот можат да земат гаранција со неговиот имот, тоа е правно изводливо во Македонија и никому ништо, дури пасашот да му го вратат и да молат Господ да избега. Не, еднаш да закасни на судење. Да, за да можат да земат толку многу пари. Настрана на сето тоа, јас имам една теорија.
Мојата теорија е дека овде се работи за еден обичен кризен пиар на власт. Што се случува? Излегува во лаверите оној скандал дека се обидувале да крадат преку набавката на кинески вакцини. Следниот ден го пуштија да излезе Каракачанов со оние тврдења кој све немал бугарски пасош, кој се побија уште истиот ден. И самиот тој кажа дека нема врска, тоа се само луѓе со исти имиња и презимиња, но темата остана уште 2 дена да се шири. Излезе вториот дел на скандалот на лаверите со уште повеќе документи. Тоа тргна една лавина на реакции каде што, знаете, тоа е голем скандал од две причини. Прво, покажува колку крадат и второ, покажува колку се неспособни. Односно, покажува дека дури ни начинот на кој крадат, сакаат да крадат, е еден аматерски начин на кој кинеските власти велат: чекај малку, не може јас вакцина од $30 да ја купиш од мене, па на Македонија да ја продаваш на 60. На својот народ да му ја продадеш за 60, да. И сега, немајќи како да избегаат, фатени во тесно, документирајќи, тие удрија по Орце Камчев. Зошто? Затоа што прво можеби мислеле дека Орце Камчев е тој кој го дал скандалот на лаверита. Предпоставувам. Затоа што Орце Камчев нели беше централен лик во онаа афера Рекет која излезе токму на лаверите и мислеле дека има комуникација со лаверита. И второ, мислат дека со апсењето на Орце Камчев повторно ќе ја потрупаат таа тема. Знаете што е поразително? Инертноста на обвинителството и на Зврлевски нас ни го роди специјалното обвинителство. Инертноста сега на ово обвинителство ќе ни роди пак некое специјално обвинителство. Овој народ бара од оваа држава овој случај само да се истражи, нека се направат предистражни постапки во кои што ќе се утврди има ли вистина во ова што се тврди дека пари префрлиле на фирма посредник, која што цената која фактурирале на државата Република или како нив што викаат Северна Македонија дупла цена по $60. Има ли вистина во тоа? Има ли вистина дека тие се организирале, си формирале фирми специјално за таа намена и така натаму? Значи, класичен организира. Ако има вистина, како да ви кажам, родена мајка да го суди, ќе го осуди. А ако нема вистина, треба да се искочи пред овој народ и да се каже: ова не е точно. Овој народ само тоа бари, ништо повеќе. И ние кои се бавиме со политика, честно и поштено е за овој народ да си, ова е сериозна работа. Луѓе умираат, семејства се запустуваат, во страшна агонија ти. Какво е нашето чувство на несигурност? Значи, нам ни треба како општество, ни треба овој случај само да се истражи, ништо повеќе. Ако луѓето немаат вина, да се каже: ги видовте ли вие документите, Екимов? Јас ги видов. Нема што да се истражува. Господинот Филипче вика дека ќе поднесува кривична пријава. Овој му викаат: не спремај кривична, спремај се за одбрана. Значи, честно е само да се истражи случајот и да се каже е точно. Ако е точно, значи некој мора. Последната информација од ако не е точно, треба да се искаже, каже не е точно. Последната информација од извор во антикорупцијската комисија ми е дека и антикорупцијската комисија ќе го презема овој случај. Ова не е случај за антикорупцијска. Ова е случај директно за посилни органи. Ова е директно за обвинителство. Ова антикорупцијска е, како да ви кажам, разводнување на случај. Мене она што ми е најсмешно во овој случај е тоа колку не знаат англиски. Кога го видов писмото кое го напишале, да напишеш ти наместо dear во писмото да напишеш respected, поштуван, значи можам да замислам како во некој на англиски кога го читал сето тоа колку се смееле, затоа што во англискиот јазик, барем некој го познаваме подобро, се сметам, или за дел од нив, respected во вовет на писмо не постои. Но некој буквално им го преведувал и направил онакво смешно писмо за кое веројатно и кинезите се убиле од смеење кога го прочитали. Рекле: видете кој пробува да краде, луѓе. Знаете што се носат со доаѓање на власт, се носат и своји преведувачи и приучени. Преведувачи само што завршиле факултети без доволно познавање и значи не само не тоа човек што има англиски студирано, она нема шанси така да го. Не е само дали си студирал англиски, ти треба да знаеш како се пишува писмо, форма на писмо. Ова е пишувано од некој кој не знае англиски јазик. Да. Јас на пример во министерството и по тоа се гледа дека сакале да крадат, затоа што доколку го преведувал некој кој е професионалец, ќе имало пристап до некој кој навистина знае англиски јазик. Да. На пример, јас во министерството за економија имам фантастични преведувачи, професионалци, луѓе кои што
си се, не знам, 10-15 години таа им е работата. Англискиот, што да ви кажам? Како да се англичани? Но тука не е дадено на тие луѓе, веројатно и во Министерството за здравство има такво, но ова е дадено во тесен круг за да не излезе. За жал, поразени сме сите како граѓани, како општество, и затоа велам и во интерес на власта, и во интерес на опозицијата, и во интерес на граѓаните е случајот да се истражи, ако било што има треба да се одговара, ако нема, случајот треба да се затвори. Тоа е честно пред овој народ кој што сите нас не плаќа. Ништо повеќе од тоа. Го побудалевме народот. Тој вика, ја ќе поднесам кривична пријава, не сум крив, овие викаат носат документи кои не може, не верувам дека сте фалсификат документи, значи кажуваат дека автентичноста никој не е. Така не ја негирани, значи го побудалевме народот. Што мисли овој народ, што прават овие луѓе на власт? Тој доа со многу луѓе во шарената револуција пристапија со честна идеја, со оценка дека владењето на Никола Груевски на ВМРО-ДПМН не било во ред. Јас знам еден со честна идеја. Ова е тотално изневерување на Јас знам еден што имаше стокец и се приклучи на шарената револуција, денес вози X5 нова. Од стокец на X5 за 5 години. Ворен Бафет може да им позавиди на растот кој го имаат финансиски. Ние знаеме и од луѓе од правосудните органи кои што учествувале во шарената револуција, и ако ова е нивната, и сами кажуваат дека учествувале во шарената револуција, ако ова била борбата за нивната револуција, Јакимовски, иако не ви доликува ниту вас, ниту на ова емисија да разговараме за еден хомосексуален фестивал каков што е Евровизија, сепак ова последна сцена од овој, како се викаше, Гарванлиев или што ќе не представува таму струмичанецот на Евровизија, кој се пофали дека е и бугарин во исто време и кој стави во спотот бугарско знаме, предизвика лавина реакции, видов дури скоро 15.000 граѓани потпишале да се повлече тој кандидат од настапот на Евровизија. Следите ли ова што се случува? Ја прво појма немам кој е тој Гарванлиев. И јас сега го видов. Од каде сега тоа дете излезе? Па многу е симптома, па Виктор Он бил Струмица. светски познат баритон. Светски познат баритон. Така тврди за себе. Наедна сега стана светски познат баритон. Па таму не е надпревар во оперско пеење, ако е светски познат баритон. Второ, јас ќе кажам како сите од ова комисијата за историската комисија со Бугарија, најголемиот дел од нив и презимињата им завршуваат на ов, и најголемиот дел од нив се од тој дел на државата. Значи, сето ова се е смислено сценарио и се прави тактика да отприлика луѓе на кои што евентуално чувствата пробугарски им доминираат, предпоставувам дека тоа е целта, за да може оваа работа што е започната во Република Македонија да се тера со што е можно поголема брзина. Ова не е случајно, немојте да мислите дека ова е случајно. Јас гарантирам дека ова власта има свое влијание зошто некој треба да биде специјално тој што е феминизираниот новинар од кај таму од Белгија, од Холандија, ќе опраша него: вие сте државјани на Македонија и ој ќе каже и на Бугарија, и после така двајца за ќе кажат Бугарија. Може да замислите што е тоа. Тоа значи дека некој плански правил некаква пиар стратегија. За еве сега јас сум и македонец и бугарин, и Гоце Делчев е македонец. Ако славиме заедно Илинден, ако славиме заедно национални херои, ќе имаме и заеднички кандидат на Евровизија, што е проблем, тој е и македонец и бугарин и така натаму. Значи веќе не можете да смислите, да ве остава 10 сата да размислувате, не можете да смислите кој удар нов или го зададе самата власт во однос на Бугарија. Не бугарите. Каркачанов треска глупости таму кажува, значи он не ви изненадува. Ве изненадува што ново ќе смисли нашата власт во ударот на македонизмот и на македонската нација. Не може да предпоставите едноставно. Да. И најдобрите креатори и најдобрите умови не може да. А видите, вие бил добро, имал бугарско државјанство, имал, зошто мораше бугарското знаме да го става? Како се чувствуваме ние како македонци во ова
во оваа битка, во оваа расправија, во ова омаловажување, во овој наш трнлив европски пат, во кој што нашиот европски пат е полн со понижување, нашиот европски пат е полн со омаловажување, нашиот европски пат е полн со силување, нашиот европски пат, како да ви кажам, е нешто на кое што ние доживеавме најголемото разочарување откако постои оваа нација. Па веројатно ни тие што не окупирале во минатото, волку не разочарувале колку што не разочарува тој наш европски пат. Синоќа читав познатата книга на Петре Андреевски за македонците од Егејска Македонија. Веројатно сте слушнале, нели, се работи за небеска, како беше? Темјаник. Не Темјаника, небеска, само секунда, Петре по името на таткој е нели книгата, и онака пред да заспиам читав, има еден дел за македонците, каде што вели, вика, ние секогаш за грст сено, многу често македонците кажувале и дека се бугари, и дека се грци, и дека се срби, од гол леп, за да може да преживеат. Но вика, никогаш не станале ниту грци, ниту бугари, ниту срби, а на небеска, на оваа млада дама која е главен лик во книгата, главна инспирација поради која одлучува да стане комунист и е токму преку ослободувањето на народот и создавањето на социјална еднаквост, да може да создаде една ситуација во која народот нема да мора национално да се продава. Замислете, дури и тогаш одредени луѓе во комунизмот гледале спас за својата национална кауза. А ние денес, кога веќе реално ретки се примерите на луѓе кои умираат за леп во нашата земја. Так. Има сиромаштија, има потешкоти, но реално за леп имаме. Так. Работа каква таква се наоѓа. Имаме струја, имаме вода, имаме телефони, имаме леп, имаме автомобили. Далеку сме од магарето. Далеко сме од магарето, така. И ние денес да се доведеме во таква ситуација, да нашата држава не продава. Значи ние не зборуваме за ситуација некој му требало да биде шофер во Германија, отишол земал бугарски пасош. Нас државата не продава сега. Така. Јас ќе ви кажам едни зборови на мојот чичко пред 20 на години за моето село. Небеска Тимјанова е книгата. Да. Во издание на 3, сега некое ново издание, навистина многу добра книга, ви ја препорачувам особено на помладите. И чичко ми вели вака, пред 50 години во ова наше село еден единствен човек не земал по ниеден основ пари од држава. Шанса немало да земе. Денеска во ова наше село нема човек кој што не зема пари од државата. Дали е пензионер, дали е стечаен работник, дали користи него друго лице, дали е социјален случај па зема пари од државата и така натаму. Значи, во ситуација во која што оваа каква таква македонска држава ти овозможила една социјална сигурност, за разлика за нашите татковци и дедовци кои што се мачеле пред само 50-60 години, значи живееле многу тешко, во услови кога државата се ти овозможила ти да бидеш спремен таа иста твоја државичка да ја продадеш. Навистина тоа не дозволило. Кој е тој конформизам? Што е тоа што треба да биде посилно? Но од друга страна, мораме да признаеме дека бугарското прашање, односно опонирањето на бугарите, е една од ретките теми во која владее консензус помеѓу народот. Помеѓу вас политичарите не. Знаете што? Владе и помеѓу нас политичарите, ама ги гледате тие што се шарените, они сега, а пошто не можат критика на Заев, тие одират према Каракачанов и према критиките, практично према бугарите, лесно е, ама кога ќе треба да ја релативизираат работата, демека власта добро се однесува, не провоцира, не одговара на прва, дипломатски се однесува, па гледа да ги амнестираат. Иначе, сит освен Зоран Заев, Димитров и Османи, јас не гледам некој во политиката кој што има
па да речеме и Бучковски и Георгиевски, тоа се 5-6 луѓе кои што има различни ставови во однос на... изгледува сега Бучковски и Георгиевски? Особено затоа што знаеме дека и двајцата не се некои политичари со небугарски ставови. И Бучковски и Георгиевски во минатото се истакнувале како блиски соработници на Бугарија. Мене повеќе ми изненадува Бучковски од Георгиевски. Георгиевски мислам дека само беше притаен и сега е практично неговото време. Не, јас се сеќавам дека во 90-тите на почеток Георгиевски по тие говори што сум ги гледал, не се сеќавам, сум бил бебе тогаш. По тие говори што сум му ги гледал на Љупчо Георгиевски, он бил антички македонец. Он бил антички македонец, ке држиме конгрес во Солун. Со битки на Херонеа со сите нишани. Тогаш зборуваше за нашето национално малцинство во Пиринска Македонија, во Егејска Македонија, сега тоа сега го вее знамето напред со кое што смета дека нема што да разговараме за македонците во Пиринска Македонија. Тоа е обсервирано прашање и нема што во услови кога сега тие бараат во уставот да влезат бугарите, во пописот да ги има бугарите, внимавајте, ниеден од нив нема, чекај, во ред ќе го направиме тоа, што е со македонците во Бугарија. Ниту еден од нив дали некој рече, слушај, ќе го направиме и вие ќе ги ставите македонците во пописот, во вашиот попис и во уставот во Бугарија и ние ќе ги ставиме во Македонија, нема проблем. Знаете ли која е сличноста помеѓу Македонија денес и Германија помеѓу двете светски војни? Добро. И двете земји, Германија пред Хитлер, помеѓу двете светски војни, била принудена да подпишува договори кои се навистина на неизина штета, нели, како поразена страна во Првата светска војна. Германија плаќа скапи репарации, прво финансиски, второ идентитетски, трето од повеќе причини, и тоа создава една огромна фрустрација кај германскиот народ, која вешто ја користува монструозниот Адолф Хитлер и го прави тоа што го прави. Ние денес, Јакимовски, сме во иста ситуација. Ние сме во ситуација во која ова што го спомнавте со бугарското малцинство, ќе се подсетиме на Преспанскиот договор, ќе се подсетиме на сегашке Сукинова историја и така натаму. Многу е веројатно дека ние ќе дојдеме во една ситуација толку многу да ни набијат комплекси од ваквите понижувања кои ги имаме меѓународни, што нас ќе ни се појави некој налик Хитлер и ќе ја искористи потребата и комплексот на народот за одмазда за се ова што му се случува. Сепак, ова не е народ без корен. Така е, но јас се плашам дека повторно ќе дојде некој револуционер и ќе направи уште поголеми глупости од овие што се сега. Тоа сигурно. Значи Германија има сила. Германија има сила. Германскиот народ е дисциплиниран, меѓутоа такво нешто ако се појави во Македонија ќе настане хаос во државата. Особено затоа што сме етнички комплицирани. И етнички комплицирани, тоа може да дојде до распад на државата. Тоа е многу опасна работа. А може би на креатурите, па тоа има и намера. Нас сега ни станува јасно зошто Бугарија не признала прва. За да не одвои од Србија и за да може сега да се игра со нас како што сака. Затоа побрза, евентуално немој случајно Македонија да остане заедно со Србија, затоа што Србија секогаш во историјата и држи воени лекции на Бугарија и ако Македонија биде со Србија, тогаш значи Бугарија за не за веки векова е завршена незиниот сон за Сан-Стефанска Бугарија. И затоа тие побрзуваат да не признаат за да може ние да се одвоиме од Србите, односно од Југославија и сега да го прават ова што го прават. И сега кога ќе вратиме назад, оние демагогии на Љупчо Георгиевски за античкото наше потекло, за репрезентацијата во фудбал и така натаму на кое што се палеше народот, еве зошто ни требала репрезентацијата во фудбал, за после 30 години прв пат отидеме на Европско првенство и да се радуваме. За репрезентација во фудбал која што не тепа и Андора не тепа. Келнери играат во Андора. Така. Озбилно, тоа се луѓе кои келнери работат и сето тоа уште аматерски играат фудбал. Нивните служби работеле во подготовка на ова што буквално денеска ни се случува, за да дојдеме до ситуација да Македонија биде поделена меѓу Бугарија евентуално и Албанија
И сигурен сум дека во таква ситуација не би дошло до нова балканска војна, бидејќи очигледно дека србите немаат веќе интерес во Македонија. Добро, јас ако веќе се делиме сум поише на 4 дела. Нека земат нешто и србите и грците, затоа што многу лош избор е ова помеѓу Бугарија и Албанија. Се шегувам нормално, тоа не постои за мене како тема и за таа работа ќе се пролее многу крв. И за таа и треба и ние одиме кон таква опасност. Сето ова што се прави на виделина излезе со сета жестина хегемонистичката политика и аспирации на Бугарија. И она недобро мислење, како да кажам, душманско, позадинско размислување на Бугарија во однос на Македонија. Мораме да бидеме искрени дека Бугарија има многу партнери, особено во албанскиот политички блок во Македонија. Значи, нели е многу парадоксално во овие моменти кога се кршат копијата помеѓу Македонија и Бугарија по тие стотици прашања, министер за надворешни работи на Македонија да биде човек кој е етнички албанец. Ја немам никак ништо против албанец да биде дури и председател и премиер на оваа земја. Да се разбере. Проблемот е што не ја разбира човекот оваа работа. Но доколку се македонското прашање нити го разбира, нити живее со него, нити сочувствува со него. И доколку се бори за македонското прашање и албанец, немам никаков проблем. Но јас гледам некои ставови кои се... Па голем Келепур беше од Димитро што беше македонец. Многу се офајдивме во одбрана на националните интереси. Ние сме се уште во исчекување. Ние сме се уште во исчекување да се оствари клетвата на таткото на Димитров кој рече раката да му се исуши на оној кој ќе потпише промена на името. И парадоксот на историјата отиде дотаму што син му на крај ја потпиша промената на името. Многу е чудна цела оваа историја која се случува на волку малку метри квадратни. Нема потешка клетва од клетвата на твојот родител. Родител да те колне. Не постои потешка клетва. Но пак на крајот од животот и Димитар Димитров и овој што колнеше, на крај и тој беше за промена на името. Знаете како е, господине Јакимовски, во Македонија некако луѓево, јас не познавам човек и затоа се пошегува, вие сте смениле толку партии, ама не сте се смениле, туку партиите се менувале. Да, само партиите. Многу е голема реткост во нашата земја да најдеме луѓе кои држат континуитет. Да. И во скавовите. Значи, не зборувам јас за некој континуитет од 5 месеци не можат да издржат. Во случајот на премиеров наши 5 минути од Сабајли има еден став попладне навечер. Гледате, искочи во парламентот и вели ајде да гласаме за доверба. Гласаат 62, вика, гледате дека имам мнозинство, имам поддршка на владата. Наредниот ден нема 62. Третиот ден излегува и вели, добро е, нудам широка коалиција. Петиот ден вика, јас се шегував, само тоа така го спомнав, не сум зборил за широка коалиција. Вие немате апсолутно никаков континуитет во политиките кои што спроведува владата на чело со премиерот. Значи тие не можат да издржат ни недела дена. Значи тестот на времето од 7 дена не може да го издржат, а да не речеме од не знам, на краток, среден или пак на долг рок. Една недела не издржуваат тие тези. Многу е чудна цела оваа ситуација. Вие сте во коалиција со ВМРО ДПМН. Така. Вие бевте познат градоначалник на Карпош, ја водевте таа општина во 2 или во 3 мандати? Во 3 мандати. Имате ли некакви амбиции сега за локалните избори? Амбиции секогаш постојат. Јас не би се бавил со политика ако немам амбиции. А разликата меѓу тие што сакаат горе-доле професионално се бават со политика и оние што им е хоби, па тие што им е хоби политиката ги прават овие штети, дали се работи на локално ниво или се работи на државно ниво. Значи сепак политиката е професија и со политиката треба се занимаваш малку подолго. И јас само ќе ви кажам, што се случуваше 2015, 2016, 2017, све што се случуваше со шарените. Вратете назад да видите што јас сум зборувал и што сум кажувал. Се тоа денеска се оствари. За жал, бевме во право, ние тогаш што се браневме од тие шарени револуционери. Знаете што е добар политичар?
Кога прашувате дали има амбиции за локални избори, тој ви збори за 2015 година. Колку не само реков дека не може без амбиции да бидеме. Паметно избегнување не може ние да бидеме на без одговор и нормално јас како новинар кој доволно паметен тоа да го детектира, ви дозволувам, нели? Да го избегнете одговорот. Затоа што не се знае, можеби ќе има и парламентарни избори со локалните избори. Гледате дека е хаос, од денеска за утре не се знае што ќе биде во Република Македонија. Од друга страна можам да забележам дека вашата политичка партија полека наметна и нови кадри. Нели ги имавте оние двајца неславни, Панчо Минов и Чедо Саздовски, ако не се лажам, но сега имате еден нов пратеник, Љупчо Пренџов, кој еден од поактивните пратеници во собранието, еден од по-елоквентните говорници во опозицијскиот блок, и полека гром се шири, се создава нова структура или на крај ќе заврши како сите помали партии ќе премине во ВМРО или нема да го дозволите тоа? Прво, Љупче Пренџов си е автентичено израснато дете во гром. Дете кое што е подолго време во политиката и кое што се развивал заедно со мене. Едноставно доволно едуциран и образован, значи магистер на политички науки. Ме радува што прати политика, прати светски збиднувања и како резултат наметнува еден нов модерен стил на политичко делување. Вие гледате во парламентот, тој никого не навредува, не се служи со инсинуации, не се служи со афери, со популизам, со флоскули и така натаму, разговара со силата на аргументите и отприлика ние можеме да видиме еден модерен политичар кој отприлика објективно гледа на работите кои се добри. Еве јас како оценка можам да дадам дека позитивно изненадува во однос на пратеничкиот. И ние така сакаме што е добро, добро е, што не е добро, не е добро. Ние на пример со него вчера коментиравме за односот на полковникот Ковачки. На пример ние тоа не го одобруваме. Вчера го разговаравме, не може полковник во армијата да има дисонантни тонови во однос на армијата. Значи, според нас тоа е недозволиво и мислам дека полковникот Ковачки треба да се коригира во неговото однесување. Значи, сакам да кажам дека има работи кои што ние ги прифаќаме, но има работи за кои што ние не се согласуваме кога гледаме дека тие работи не се во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Затоа што па не следе, што се случува со Ковачки? Имаше тамо една кавга во која што закано упатува полковникот Ковачки до началникот на Генералштаб со порака долга е раката на ВМРО. Ајде заканата, меѓутоа тука гледаме исклучителна политизација. Се е тоа во ред, тој не е драк и така натаму, меѓутоа таквото однесување не можеме да го оправдаме и војската мора да биде унисона. Војската мора да служи на народот. Војската не сме да служи и да биде политизирана на било која политичка партија. Војската треба да служи на народот, но војската во овој момент е ставена пред еден предизвик да им се наметнува на најголемите патриоти. Војниците од секогаш биле најголеми патриоти, а сега им наметнуваат да носат написи Република Северна Македонија. Зашто мислам дека малку на голем дел од нив тешко им доаѓа. А кој ги прашува дали им е тешко? Тие луѓе работат се војници за плата. Утре кога би имале некое подобро решение би ја напуштиле армијата и голем дел од нив ја напуштаа. Да, веќе ги имаме во Сомалија. За жал, македонците се познати ловци на пирати. Да, за жал, не само обични војници, не знам, пешадинци и така натаму, туку и припадници на армијата од оној повисок офицерски кадар, од техничките науки, пилоти, пилоти на хеликоптери, за кои што држава дала милиони евра за нивна обука. Страшно е кога тие луѓе ќе ја напуштаат армијата и ќе одат да барат леп на друго место. Значи, ние така лесно тие пари што сме ги вложиле во тие луѓе, во тој кадар, не можеме да ги фрлиме. Од друга страна, искуството стекнато на тие луѓе, во возењето на хеликоптерите, например, или не знам која друга единица, тоа не се учи на ниеден факултет. Искуството е искуство. Значи, каков е вашиот однос со Христијан Мицкоски, лидерот на ВМРО-ДПМН? Ви имавте соработка претходно и со Груевски, сега имате и со Мицкоски. Како? Одлично соработка. Тој далеку помалку политички искусен од вас, но так, ние често пати разменуваме мислење, па од прилика
на 20 на дена до месец дена и ќе се сретнеме, ќе поразговараме за одредени актуелни теми. Сега додека е наболедување и во болница, бевме во постојан комуникација. Нормално, мојата грижа, како се чувствува како човек, затоа што и јас кога сум бил во одредени тешкоти, тој се интересирал и за моје здравје и за состојбата во која што се наоѓам, што значи дека имаме извонредна и човечки, пријателски, но и политички врски со... Мислите ли дека Мицковски може да стане премиер на оваа земја или дека неговите обиди се залудни, како што неговите па и оние критичари кои излегуваат таму во ВМРО ДПМН, но и СДСМ цело време сака тоа да го истакне? Мицковски Арно е жив. Арно е жив. Кажете ми, кој све не го напаѓа? Да. Однатре од партијата, тие што се отцепени, СДСМ го напаѓа, пиарот нивни го напаѓа, беше под страшен удар на заради промена на името. Си уште замрзнати сметки, имот и така натаму. Под удар на обвинителството, на судството, на специјално обвинителство, на странските амбасади, медиумите, кажете ми, да не кажам под удари на странските служби. Што мислите, во оваа држава нема бугарски служби кои работат, нема грчки служби. За кого работат тие? Во интерес на Мицковски или работат во нечи друг интерес? И сето тоа, значи внатрешните, надворешните удари, пиарот што се на крај завршивме со 12.000 гласа украдени гласови од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Значи сите тие на купче, Мицковски сам, може би многу луѓе се навикнати да ВМРО ДПМН биде букачка партија, односно да прави калама, да прави бука, да прави протести и така натаму. Јас во него препознавам еден многу по-цивилен пристап. Да, полугандиевски. Не толку гандиевски. На делување. Ја би го нарекол ова, Мицковски конечно ја прави таа трансформација која ја направи, да речеме, Пленковиќ во ХДЗ во Хрватска. Ако се сеќавате, до пред година дена зборуваа за реформи во ВМРО ДПМН. Па пореформирано ВМРО од ова, здравје. Мислам, имам она што јас го може да ми кажете за еден, видите, кој ќе компарирате со премиерот Зоран Заев и Христијан Мицковски. Премиерот секој ден прави некој гаф. Извадете ми еден гаф на Христијан Мицковски и реално за волја на вистината Христијан Мицковски релативно кратко високата македонска политика. Ова утро за техничката реализација се грижат Јани и Мартина. Нив двајца да ги облечеме во, иако се работи за исклучиво млади луѓе, во една политичарска одежда и да ги пуштиме, ќе направат помалку гафови од Заев, а верувајте, многу подобро ќе ја водат Македонија. Затоа што се образовани, млади и паметни и со светски погледи, не се затворени во она што е затворен Зоран Заев. Па токму тоа и е потребно на македонските граѓани да јавното мнение го креираат тие млади луѓе што се образовани, што знаат да разликуваат што е што. За жал гледаме дека јавното мнение го креираат луѓе што се со недооформени образованија, со недоволни искуства, недоволна просветеност, прошетаност и било како. Вие гледате на оние контактни емисии, секојдневно се јавуваат некои луѓе кои што се определени за една или друга партија, а насушна потреба има оваа граѓанство да слушне некои нормални луѓе, доволно едуцирани. Да, но таквите или бегаат во Македонија, или го следат примерот на Иво Андрич, дека паметниот веќе е време да замолчи. Такви времиња дојдоа, знаете. Па не, јас мислам обратно. Не е време да паметниот да замолчи. Времињава се како од некое реалити шоу на не реалити шоу, излезени се буквално како од некоја дистописка книга. Ние сме Мене ме зачудува како многу луѓе за кои што се сметале дека се паметни, кои што ја воделе оваа држава, кои што образувале кадри, каква сервилност покажуваат кон власта. Да, но тие го имаат изгубено текот со времето. Знаете, ние во моментот не само Македонија, целата светска цивилизација се соочува со една брза трансформација која трае 20 на години и еден човек да изгуби ритм со сето тоа е многу лесно. Знаете, секогаш, кога разговаравме последниот пат, вие ми велите што е најважно, човек да чита, да следи, да се образува. Доколку една недела, вие господине Кимовски, не ги следите светските случувања, вие наредната недела тука ќе бидете многу полош соговорник на било која тема. Така е, апсолутно е така, значи тоа мора да се среди, мора да се прати. За жал гледаме дека ние кај некои луѓе, како што рекол, што биле можеби наши идоли
кои што граѓанството гледале во нив исклучително образовани лица и така натаму, крајно разочарување за обичниот граѓанин. И ова една врста, ова е некоја, како да кажам, некоја врста на војна во која што излегуваат подредени херои, борци и така натаму, ама гледаме дека и некои паметњаковичи или ќутат или дават поддршка на актуелната власт, колку и да се грешни нивните. Ќе се попишете на наредните избори? На наредниот попис, пардон. Прашањето е одлично, Јас нема да се попишам на овој подпис од повеќе причини. Добро, вие со години сте на функција, имате 300 евра казна да платите. Не збориме за казна, се работи за достоинство. Јас во овој фалсификат немам намера да учествувам. Значи, ќе си го прават фалсификатот без Стефче Јакимовски. Зошто? Денеска е 17-ти ден како диаспората се попишува. Колку луѓе има попишано? 64.000 луѓе. А се попишуваме до 21 април, така? Да. Уште колку дена остануваат? Уште 30 дена. Ако за една третина време сме попишале 60.000 луѓе, кажете ми колку ќе се попишат за тие 40 и вкупно 45 дена. Тоа значи дека повеќе од 150.000 луѓе ние нема да попишеме како диаспора. Што тоа значи? Останатиот дел или нема се попише, или ќе се попише како да живее овде во Република Македонија, и тоа е фалсификатот што ќе се направи на овој попис. Луѓе кои што живеат во странство ќе се попишат дека живеат овде во Република Македонија и ќе создадат погрешна слика и за етничката и за демографската структура овде во Република Македонија, регионална и повторно ќе биде искривена сликата на за водење на било какви политики. И тоа е главната причина зошто не би сакал да учествувам во ваков фалсификат. Не е работата јас сакам само да идам контра на власта, сакам да бойкотирам. Јас повторно ќе кажам, 2 милиона, имаме 2 милиона поставиот информација е дека до овој момент 38% од диаспората е попишана како албанци. Добро. Она што јас го имам од сега не дефинирам од каде ми е свиркачот, дел од таа институција која го врши се ова, 38%. Математиката е следна. Имаме 2 милиона 520 пасоши издадено, а 2 милиона жители има во Македонија. Значи 520.000 имаме повеќе пасоши, тие се наоѓаат во диаспората. Значи, и ако ние имаме 2 милиони тука ефективно, и тоа е прашање. Значи, и од тие минимум 200.000 се излезени надвор. Значи 700 од 1,7, 1,6, дури според директорот на Заводот за статистика 1,5 милион луѓе живеат. Добро, тоа уште значи милион имаме надвор. Од милион, ако нас ни се попишат 150.000 луѓе, како може да кажеме дека ние А да речеме после, ако повторно излеземе ние 1.800.000, 1.900.000, што значи дека 300.000 луѓе од надвор се попишале како да живеат во Република. Објективно. Направили нешто добро за Карпош Стефан Богоев. Човекот кој дојде на таа функција после вас. Ама објективно. Објективно. Политички ќе кажете ништо не направи за нигде. Вака, така, но објективно една добра работа да издвоите. Јас не можам да видам ни една добра работа. За која да кажам? Не знам, ја не сум од Карпош, не можам да... Еден метар должен да не направите канализација или водовод, не знам, 500 метра улица да не направите, прави само она што му фалело во детството, тоа се детски игралишта и толку ништо. Јавна покана до Стефан Богоев, ние се познаваме и од порано, слободно, кога сакате можете да дојдете на интервју кај нас и да го побиете Стефче Јакимовски, кажете ни каде сте направиле канализација, каде сте направиле водовод, каде градинка, каде школа, каде реконструкција, гледате ли некни колку... Слободно ние ќе учествуваме во вашиот пиар, за да се спасите од ваквите обвинувања. Минатата недела премиерот Заев, министерката Шахпаска, пратеничката Мери од општина Карпош и градоначалникот Стефан Богоев правеа пресконференција затоа што ставиле 10 сончеви колектори со вкупна вредност од 296.000 денари или 4.800 евра и прават пресконференција, а децата ќе имале постојано топла вода. Замислете, за инвестиција од 5.000 евра доаѓа министер, премиер, пратеник и така натаму. Јас само да ви кажам, Стефче Јакимовски не правил пресконференција
за инвестиција помала од 100.000 евра. Себе фатив. Имате правено пресконференција за нови фасади кои се прави во Карпош, тоа не чини сигурно една фасада 100.000 евра. Јас сеќавам дојдов на прес на таа зградата што беше спроти машински факултет. Кулата, високата. Така, пошто 250.000 евра. Фасадата? Фасадата е 200, со 10 см. Не побивте, ја очигледно граđевина не се разбирам. И таа што е карши бензинската пумпа на Мак Петро, тогаш и цените беа многу по... Ништо не бе, пати ви се извинувам, затоа што јас стварно не знам колку учинат фасади. Се секам беше повикан премиерот Груевски, присуствуваше на оние кулите спроти Веро. Една кула е негде над 5 милиона денари вредноста на фасадата, значи 4 кули 20 и кусор милиона. Значи тоа е скоро 400.000 евра инвестиција. Малку ли се? Ниту една фасада нема Стефан Богоев направено. Мислам само една. И се ставите го тоа во однос на 53 што се направени во моје време. Ставите го во однос на 217 реновирани и изградени улици, ставите го во однос на 43 километра канализација и водоводи, ставете го во однос на 10 комплетно реновирани училишта, 9 градинки, да зборам уште. Колку побогат излезе Стефче Екимовски од градоначалничката функција? Кога јас станав градоначалник, пред мојата врата имав 2 джипа паркирано. Јас бев директор на предпријатие, имав моја собствена куќа. Кога завршив со градоначалник, значи зборам за 2000 година. 2017 година повеќе имав само еден плац од 300 квадрата. Ништо повеќе од тоа. Секогаш, никогаш јас во животот не сум имал плата помала од 1000 евра. Никогаш. Од моето прво вработување 88 година. Едно од вашите деца или двете живеат во странство? Синот, бидејќи неговата сопруга студира во странство, во моментов е во Канада. Веќе години. И сакале да се вратат овде? Каде им е убаво, тама нека живеат. И среќата на моите деца и моја среќа. Ако мислат да се вратат, се добродојдени, ако им е поубаво да останат. Дали мислите дека Македонија во овој момент е нормална атмосфера за градење на нови семејства, за создавање на иднина? За жал мора да ги разочараме младите. Мислам дека не е нормална среда. Може би поради тоа си одат. Знаете, сепак зборуваме, вашиот син е дете од фамилија, веројатно високо образован и така. Со економски факултет и неговата сопруга високо образована. И тука може да има за живот, сигурно не е тешка. Така, таа беше вработена, тој имаше фирма, значи не отидува како... Чим такви луѓе се иселуваат, имаме сериозен проблем во општеството. Најголемиот проблем е што оваа емиграција која што е емиграција која што е незадоволна од состојбите во општеството, а не задоволна од својот социјален статус. Веќе и културолошка емиграција, луѓето не можат да поднесат како се живее овде. Како се живее, све сме претворени во политика, цел ден. Што имате вие да гледате? Од наутро гледате оние контактни емисии во кои што ја плюкаат едните или другите, попладне гледате серии турски, измеѓу време вести гледате како едни со други се обвинуваат, ќе видите некој гаф, некој обвинување за криминал, понекој уопсен и тоа е тоа животот во меѓувреме. Но не може да видите отворена нова фабрика, не може да видите нова економска политика, не може да видите нешто поддршка за младите. Култура, добар филм, ме разбирате, не знам, театарска представа, некаква социјална активност на младите луѓе, филозофски дебати, ако сакате, ништо тоа нема. Слушнавте ли вие за некој културен настан голем? Слушнавте ли вие? Не само се укинуваат, од годинава веќе ќе немаме и джез фестивал. Со сите мани, нели сега кој слушал джез, кој не слушал джез, па тоа било приватна забава на 5 луѓе и така натаму. Джез фестивал е еден од ретките културни настани кои го разликува Скопје од другите. Секој успех на овој народ и секој достигнување за нив е некоја приватна забава. За нив приватна забава беше и ракометен клуб Вардар. Македонија имаше двократен европски првак. И два пати играл во сеќававме како вашиот наследник на функцијата градоначалник на Карпош Самсоненко го нарекуваше Самсонайт. Спакувај се Одиси, еве си отиде Самсоненко и сега Карпош Соколи кошаркарскиот клуб кој што јас го наследив од Андре Петров и тој беше во трета македонска лига, значи втора, па прва. Во прва кога влеговме бевме седми, па бевме трети, па бевме вице шампион, па го освоивме купот,
па влеговме во АБА лига, освен Звезда и Партизан, сите клубови ги испотепавме. И Цибона, и Задар, и Олимпија, и Будучност, и ФМП, значи кој све не, и влеговме во Еврокуп, за да по моето заминување стават клjuč на врата на За самиот крај. Да. Веќе поминаа повеќе од еден час. Вие сте 30 години во политиката. Представувате легенда на македонската политичка сцена. Кажете ми ја најинтересната анегдота која сте преживеале во овие 30 години политика. Нешто што секогаш ќе го паметите. Некој лик, некој настан. Еден настан од Битола, тоа беше во Демократската партија, по завршување на едно собрание во кое што седнуваме во една кафеона и приоѓа еден човек и вели на Петар Гошев, му вика: вие сте Петар Гошев, и вие сте Ристо Пенов, и така натаму, а тука беше и собственикот на Бујото, Бубе Бујото. И вика: ве знам и вас, вие сте господин Тојото. Господин Тојото, Господин Тојото. Ви благодарам, навистина се надевам дека бевме интересни ова утро, мене разговорот навистина ми се допадна, а гледам и дека имаме многу гледачи. Благодарам. Ми беше драго во едно вакво убаво студио да го водат млади луѓе и ви посакувам успех. 16 март 2021 година, продукција Радио Лидер, техничка реализација Јане Јанков и Мартина Константинова, главен и одговорен уредник Љупчо Златев. Останете со Лидер ФМ, следува Радио Подиум со Јелена, па потоа попладне истиот Радио Подиум со Кате. Во меѓувреме читајте lider.mk, затоа што имаме извонреден нов дизајн.